Почитувани, пола влада во затвор ќе отидеше, затоа ме суспендираа. Вака изјавува поранешната обвинителка во СЈО Лејла Кадриу за нејзината истрага за пожарот во модуларната болница. За да бидат поставени модуларните болници, односно пред да се случи пожарот во модуларната болница, каде што загинуваат 14 наши сограѓани, Филипче и Заев, наместо да ги подобрат стандардите на болниците, Министерството за транспорт и врски во тоа време, по предлог на владата, го менува законот за градење по итна постапка, со цел овој тип на објекти да ги преместат во урбана опрема за чие поставување одобрение ќе издава Министерството за здравство или тогашниот министер Венко Филипче. Со ова се потврдува дека алчноста за повеќе пари на Филипче донесе наместо квалитетни панели со камена волна кои не горат и до 40 минути, тој да стави рециклирани панели со пурпена, а згора на се немало ниту елаборат за електрична енергија. А со тоа немало ниту разводна табла, што довело до експлозија и пожар во целата болница. Филипче не го послушал ни предлогот на еден од директорите во Тетовската болница, кој му понудил болните од ковид да бидат сместени во слободните 2 спрата во болницата. Филипче ова го одбива затоа што 30 милиони евра морале да бидат потрошени по секоја цена. А за модуларните болници, според обвинителката Кадриу, не биле потрошени ниту повеќе од 300.000 евра. Прашањето е каде завршиле остатокот пари. Дополнително, уште полошо во целата оваа ситуација било тоа што објектот, модуларната болница, почитувани граѓани, бил поставен директно над резервоар на бензинска пумпа, што значи дека ова можело да доведе и до поголема експлозија и повеќе човечки жртви. Крајот на поранешната обвинителка Кадриу дошол во моментот кога таа побарала градежно вештачење на модуларната болница. Од кога обвинителката го побарала ова, таа веднаш била суспендирана и тука завршила нејзината кариера. Таа во своето телевизиско интервју вели дека била суспендирана затоа што ако го истражала случајот, пола влада ќе завршела во затвор. Ете, почитувани, како СДС владееше со државата. Притисоци, уцени и закани кон обвинители и судии за одредени предмети и судски постапки. СДС го партизираше секој порив во општеството, па дури и судството и обвинителството. Ова зло кое се случи на Македонија не смее да биде повеќе на политичката сцена. Ви благодарам.